Медот како производ на пчелите, кој произлегува од нектарот на цветовите, кај граѓаните представува најбарам производ, кој го оценуваат како најдобар лек за сечи организам. Природниот начин на производство и лековитите својства на медот се причина тој да зафаќа дел од сечија кујна и да представува намирница која добрите домаќинки ја заменуваат со некорисниот шеќер или други засладувачи. Денеска на градскиот пазар во Кочани застапеноста на медот беше зголемена во однос на претходниот пазар, а граѓаните мислејќи на своето здравје, а не толку на високата цена, ги полнеа кесите со тегли мед. Нашата екипа разговараше со пчелар кој долги години се занимава со пчеларство и производство на мед, кој вели дека светлиот е сенаменски и можат да го користат како помалите, така и повозрасните. За децата го препорачуваме светлиот мед, бидејќи тој е фруктозен, носи повеќе минерали, витамини. Покрај светлиот мед се продаваше и темен мед, кој најчесто се користи како намирница која го заменува шеќерот или други засладувачи. Ова е потежок гликозен мед, потемниот, тој се употребува, например, најмногу употребува за мешање за правење некои лекови во сладките и ние постарите можеме да го користиме, дава повеќе енергија. За тоа дека пчелните производи се многу корисни за човековото здравје, говори и присуството на прополисот во големи количини. Прополисот е, може да се каже, универзален лек на пчелата. Значи, збир на повеќе антибиотици природни и да ви кажем, неговата старост е неограничена. После 3000 години, мислам, го имат најдено во пирамидите, после 3000 години уште е активен. Може да се користи. Значи, кога луѓето ќе фане грло или ќе имат посекотина некој, најдобро е да стават капка прополис на посекотината или две, или за на грлото спрема тежината и се примерно колку капки може на лажица алкохол или чашка алкохол или може и на лажичка шеќер. Цената на медот се движи од 280 до 350 денари, што и не е толку висока со оглед на фактот дека се работи за производ корисен за сечи организам.